Добар ден, криптоентузијасти од топлата Малта во ноќните часови. Само јас и техничарот моментално работиме, така да како што ветивме во текот на сабота ќе добиете техничка анализа. Тоа е третата наша тема. После обработените Altcoinvest и геополитика и крипто, значи буквално 6 од 7 дена имате видео на нашиот канал. Работиме напорно, како што веќе кажав, за македонската заедница, а во текот на утрешниот ден ќе биде снимено и видеото Биткоин против војна за недела. Значи тоа е специјалното неделно видео кое што нормално на ваше барање, на ваши гласови ќе биде обработено и ќе биде пуштено на нашиот канал во недела во 5 часот попладне. Значи ова е видео кое што досега не успеав да видам дека некој го направил. Значи ова ќе биде, верувале или не, на сите канали прв пат вакво нешто да се направи, ваков тип на материја. Значи буквално барав да видам дали некој обработил оваа тема и верувам дека сум првиот кој што обработил оваа тема, така да верувам дека ќе биде доста оригинално ова видео и се надевам дека ќе го изгледате. Значи знаете сами дека недела секогаш имаме нешто интересно, нешто ново, нешто потенцијално досега невидено и уште еднаш направено со апсолутно задоволство за македонската нација, а нормално знаете и сами, значи сите оние кои што се дел од нашата Patreon заедница, а веќе имаме повеќе од 60 членови, значи ги добиваат овие видеа први, значи во текот на ноќта во петок практично пред сабота ќе го добијат видеото техничка анализа кој што вие го гледате денес во 5, нормално во сабота. Исто така во текот на сабота ќе го добијат видеото за недела, кое што е специјалното видео како што веќе кажавме за Биткоин против војна. Значи, уште еднаш, главните две привилегии кои што ги добивате е, ако сте член на нашата Patreon заедница, ги добивате овие видеа еден ден порано. Студиото е скоро спремно, значи стигна осветлувањето, чекаме да дојде микрофонот, чекаме уште некои ситни работи, мебелот е собран, само треба да се инсталира затоа што имаме звучни панели и така натаму. Значи буквално секој ден работиме на креирање на студиото и откако истото ќе биде креирано, овие видеа ќе бидат правени во текот на ноќта како и сега и ќе бидат доставувани веднаш до нашата Patreon заедница, а нормално следниот ден ќе може да ги погледне и остатокот од македонската заедница во светот. Како што ќе кажавме, целиот материјал секогаш ќе биде бесплатен за сите македонци, но на сите оние кои се дел од нашиот Patreon заедница community ќе го добиваат порано и нормално прво и најбитно е тоа што имаме заедница која што помага еден на друг, значи веќе е доста активна на овој чат, значи луѓето буквално помагаат едни со други, разменуваат идеи, решаваат проблеми и така натаму, така да бидете дел оваа заедница, а во исто време помогнете ни и финансиски да го кренеме овој канал на уште едно повисоко ниво. Уште еднаш замислете што би се случило кога јас би можел да го работам ова професионално. Се стремиме кон тоа. Англискиот канал е скоро спремен, така да и тој во наредните, да речем, недела до 2 ќе почне да емитува истата програма која што имаме на македонски. Значи нормално мора прво да го кажам за да се ви стане јасно дека едноставно напредуваме и дека нормално се тоа го правиме со план, само е потребно време да го реализираме. Така да помогнете ни, станете буквално патрони на на така речено просветлувањето, да речем, или описменувањето на македонскиот народ во финанси и финансиска писменост. Нормално многу лесно може да го најдете нашиот Patreon, значи само треба да отидете на основната страна на Patreon и да побарате криптогемиџија и ќе најдете оваа основна страна на која што ќе можете да се зачлените. И уште една, значи да не должиме премногу, ова е на некој начин вие ни помагате за да можеме да го искачиме ова на следно ниво, а јас на овој начин буквално работам директно за македонскиот пазар. Значи само за македонците, така. Значи ова е нешто што едноставно ако мене ме прашувате ќе ми направи на вистина големо задоволство и ќе направи оваа работа да ја работам уште по-засилено, уште со поголем жар. Сега, прва работа која што сакам да споделам со вас, а тоа е преглед на последните геополитички настани кои што директно делуваат на пазарот и тоа да го видиме буквално на еден школски начин на чртовите како изгледа. Односно, ова е буквално двата главни настани кои што се случија, а тоа е убиството на Насрала и Иран го бомбардираше Израел. Со тоа што двата се случија, овдека дури ги земав и овие вести за да видите дека точно така се случило, буквално тоа што ние го кажуваме на чартот можете да го видите. Односно, тоа е разликата помеѓу луѓе кои што се едуцирани и знаат да се справат со инвестиционите води од секој аспект, макроекономија, геополитика, техничка и фундаментална анализа и луѓе кои што буквално инвестираат на среќа.
Значи, еве како изгледа кога сте едуцирани и кога знаете што следите. Значи, убиството на Насрала, како што веќе напоменавме, е голем, да речем, катализатор на овој конфликт и нормално ќе го доведе Иран во истиот. Што се случи? Иран влезе во овој конфликт. Значи, буквално се што кажавме излезе така. Напоменуваме веќе месец дена наназад дека ова ќе се случи. 28 септември, значи, убиството на Хасан Насрала буквално предизвика што? Од тој момент гледаме дека и нафтата, значи тоа е буквално чартот на нафта, цената на нафтата почнува да расте и доларот почнува да расте. Зошто? Затоа што се целосно координирани. Односно, и понатаму 4/5 од вкупната количина на трансакции во светот кога станува збор за купување и продавање на нафта се во долар. Што значи дека автоматски кога имаме загрозување на ова подрачје кое што е многу богато со нафта, цената на нафтата почнува да расте затоа што поголемиот дел од светот се обидува да акумулира што може повеќе нафта со цел да се заштити од потенцијален нафтен шок. Како го прави тоа? Го прави со користење на долари, што значи дека и доларите и нафтата се црпат од голем број на држави со цел да се заштитат од ваков шок. Таквото исцрпување на нафтата и доларите предизвикува да ги има помалку на пазарот и автоматски нивната вредност скока. Дополнително, се останато почнува да се намалува на вредност. Погледнете. Прво, ова е жолтата линија биткоин, црвената линија е S&P 500. Како две најанализирани средства на нашиот канал ги земам, значи можеме да видиме многу јасно како вредноста на биткоин се коригираше, како вредноста на S&P 500 се коригираше на дневно ниво и многу лесно можеме да видиме буквално тоа што постојано го зборуваме. Ваков тип на геополитички конфликти кои што имаат директно поврзаност со макроекономијата во однос на некои од најбитните ствари кои што се бараат на пазарот како нафта, прехранбени продукти и така натаму, делуваат директно и експресно, значи екстремно и експресно делуваат на пазарот. Гледате, значи за неколку денови имаме скок на нафтата. Погледнете. Од 12%, а гледаме дека пропратно тоа се случило и со доларот. Значи ова е само еден добар училишен момент каде што може да видите дека на вистина геополитиката има голема улога и дека мораме да следиме со цел да ги пресретнеме овие експресни промени на пазарот и при тоа да ги искористиме максимално во наша полза. Знаете и сами, ние буквално купувавме во целиот овој период каде што цените на криптовалутите се коригираа. Значи тоа е стратешки DCA, ги користите овие макропојави со цел да дополните или да некој начин сега зависи дали купувате нови коини или пак доставате на оние кои што веќе ги имате со цел да го надградите своето портфолио. И нормално гледаме дека веќе почнува да расте многу цената на нафтата и сега веќе од овој момент па натаму зависи се од тоа како Израел ќе врати. Нема да налогуваме премногу во геополитика, погледнемо видеото за геополитика во текот на оваа недела каде што екстремно детално објаснивме што очекуваме од Израел и кои се потенцијалните мети во Иран и како тоа ќе ескалира врз цената. Така да погледнете овде дека само сакав училишен пример на тоа како моментално може ова сето да делува на пазарот и значи многу едноставно и многу лесно можете тоа да го научите преку ваков тип на примери кога се случуваат директно. Следна битна работа која што ќе ја напоменеме е дека еве го доларот, значи како што ќе кажавме, буквално причината е ескалацијата помеѓу Израел и Иран. Нема друга причина. Значи монетарната политика и понатаму е негативна за доларот, а ние гледаме огромен раст на вредноста на DXY индексот, што е уствари самата вредност на доларот. И уште една битна работа, ако се сеќавате, ви кажав дека 100 е психолошки многу јака бариера. Уште еднаш. Кога и да се приближиме до 100, имаме огромно приближување нагоре на вредноста на DXY. Не велам дека овој пат ние ги се приближиме толку нагоре. Тоа највеќе зависи од како ќе се движи овој конфликт, затоа уште еднаш ќе напоменам, 2% од нашето портфолио и понатаму останува на страна, очекувајќи што би се случило во овој геополитички момент. Но во меѓувреме нормално мораме да се посветиме повеќе на она што се случува во макроекономијата, тоа е она што ќе разговараме денес, а тоа е невработеност. Односно денеска добивме нова стапка за невработеност за месец септември во Мурика, која што беше очекувано да биде, само секунда не знам што дека ја немаме, само да ресетирам, значи е позитивна, односно, позитивна е, односно е 4,1%, што значи дека на сите очекувања испадна да биде и многу подобра од тоа што го очекува, односно се намалила за 0,1%. Сега, многу битна работа која што треба дека забележиме е дека
Тоа дополнително се надградува со намалување на реалната невработеност, односно U6 невработеност. Односно, ова е позитивна вест, затоа што ни покажува дека реално се намалува невработеноста. Затоа што ако ние имавме намалување овде, а зголемување овде, како што беше во претходниот случај, ни покажува дека буквално од така речено парцијално вработени се преместиле, се извинувам, од реално вработени се преместиле во парцијално вработени. Се разбираме, тоа е уствари реалноста што ја гледаме овдека, но со оглед на фактот дека од 7,9 се намали на 7,7, имаме реално намалување на невработеност. Ова е позитивно. Уште еднаш ќе кажам, значи имаме два излези од оваа ситуација. Двата се позитивни за нас. Едниот е краткорочно и долгорочно позитивен, тоа што моментално го гледаме, а се нарекува soft landing. Зошто? Затоа што ако ние имаме реално намалување на невработеноста, а во исто време се очекува дека ќе продолжи да се намалува и инфлацијата, гледаме и CPI и кор инфлацијата се очекува дека ќе продолжат да се намалуваат, ние имаме soft landing, нешто досега невидено, но кој знае, можеби овој пат ќе им успее, така. Што значи дека ако имаме soft landing, тогаш Федералната резерва веќе нема потреба од рестриктивна политика и постепено ќе ги намалува во оваа ситуација нормално каматните стапки и тоа е можеме да го видиме веднаш, значи се очекува дека на следниот состанок на 7 ноември ќе намали за 0,25%. Додека втората ситуација, она која што објаснувавме ова утро, е дека доколку овдека ние имавме покачување на невработеноста, затоа што тоа секогаш е можност, значи како што веќе кажав, историски најчесто после вакви долги периоди на rate hikes, каде што имаме висока каматна стапка на Централната банка или Федералната резерва во оваа ситуација, вие имате моменти каде што невработеноста излегува надвор од контрола и доведува до рецесија. Односно, во оваа ситуација Федералната резерва ќе биде принудена да прави уште поголеми намалувања на каматната стапка и во оваа ситуација, ако имаме зголемување на невработеност, овде ќе имаме обратна ситуација, каде што поголем дел од луѓето ќе очекуваат дека ќе имаме 0,5% rate cut, баш затоа што Федералната резерва ќе се обидува да направи што може повеќе за да ја запре невработеноста. А тоа го прави со стимулирање на економијата, односно колку повеќе ја намалува каматната стапка на ново испринтаните пари, толку повеќе ја стимулира економијата да расте. И на тој начин вие наместо да имате помалку, ќе имате повеќе вработени, така. И затоа велам дека нас во секој случај ни одговара. Краткорочно, моментално ова што се случува, ако продолжи вака, со намалување на невработеноста околу 4 и под 4%, уште повеќе ќе им даде сигурност на Федералната резерва да продолжат со намалување на каматната стапка. Во исто време гледаме дека инфлацијата и понатаму според проценките кои што ги има, Trading Economics се очекува да се намали на 2,3%, а според консензусот на пазарот да се намали до 2,3 исто така. Што значи дека падне за 0,2% надолу. Ние сме скоро до метата од 2% која што ја посакува Федералната резерва. Во исто време, овдека се уште немаме очекување од консензус, односно од генерално од пазарот, дали ќе се намали кор инфлацијата, која што не ги содржи цените на нафтените горива и нафтените деривати и прехранбените продукти, додека Trading Economics очекува дека ќе биде 3,1%, односно ќе се намали за 0,1%. Но ова го знаеме, затоа што историски секогаш е многу потешко да се качи и да се симне кор инфлацијата отколку кога тоа зборуваме за CPI инфлацијата, која што од 1,4 се качи на 9,1 и сега е веќе 2,5. Додека во оваа ситуација кор инфлацијата од 1,4 се качила на само 6%, 3% помалку од CPI инфлацијата и сега е 3,2. Значи многу потешко се качува и многу потешко се симнува затоа што е без оние екстремно волатилни продукти, тоест екстремно волатилни делови како што се прехранбените продукти и нафтените деривати. Што значи дека двете сценарија нас ни одговараат. Дали ќе имаме рецесија и Федералната резерва ќе биде принудена уште побрзо да ги намалува овие каматни стапки, или пак ќе имаме нормален soft landing, каде што постепено ќе ги намалува, нас во секој случај ни одговара. Со тоа што гледаме и овде, дека според очекувањата на 7 октомври, значи Trading Economics очекува дека ќе се намали само за 0,25. Не е битно. Битно имаме rate cuts. Историски многу пати сме покажале, да не повторувам 50 пати, како се движат rate cuts, така имаме обратно движење на Bitcoin, S&P 500, Nasdaq и се што е ризично добро, а како се движи каматна стапка надолу, така се движи и DXY, односно вредноста на доларот надолу.
И за крај, оно што јас постојано го зборував, сега сакам да ви го покажам преку вестите на Америка, значи една година наназад зборуваме дека нема друг избор, односно овие rate cuts не дојдоа за џабе во септември, дојдоа баш затоа што се очекува дека истите ќе помогнат на претседателската трка, посебно на ретардите од страната на Бајден и нивниот Бајденомикс. Иако се направени rate cuts, вика ова не е вика поврзано со претседателската трка. Кажете му на некој друг. Вели, како вика interest rate cuts, вика делуваат врз претседателските избори? Многу. Делуваат многу. И она што јас го зборував, овдека Трамп го потврдува, вика ова лето Трамп предложи дека Федералната резерва има политички мотиви да донесе одлука за намалување на каматните стапки пред ноемвриските избори. Зошто е тоа така? Затоа што на овој начин прави да изгледа како да економијата е супер, дека успеале да направат soft landing, можеби нема ни да го успеат тоа, можеби нема да им успее, но на овој начин Джером Пауел, поради не знам кои точно причини, очигледно се причини за да остане во истата позиција, ако победи Камилова, значи идејата е буквално да и се даде предност на Камала Харис. Зошто го велам тоа? Значи, ево уште еднаш, исто така од прозападни медиуми, како вика агресивниот rate cut на Федералната резерва и помага на Харис. И помага, дечки, затоа што на овој начин вие покажувате дека Федералната резерва ќе направи се што треба, само за да немаме покачување на невработеноста, односно quantitative easing, големи rate cuts, само за да се направи буст на економијата, која што практично ќе покаже, ете, гледате, Bidenomics работи, гледате, овие знаат што прават, мада реално не е така, но како и да е во оваа ситуација, очигледно го гледаме тоа што јас ви го кажав. Значи, нас ова ни одговара, затоа што овие rate cuts кои што ќе направат буст на економијата, на крајот ќе завршат во нашиот џеб. Така да мене не ме интересира дали во оваа ситуација ќе биде позитивно или негативно, мене ме интересира како тоа ќе делува на нас. Тоа дали ќе помогне на Харис, долгорочно може малку да ни биде проблем, затоа што ако победи Харис преку оваа помош, тоа ќе биде проблем за нас, затоа што Харис не е толку прокрипто како Трамп, така. Но од друга страна, пак ќе напоменам, ваквиот буст на економијата помага на луѓето да бидат повеќе насочени кон ризични добра, првенствено криптовалути. Така да ова е позитивно за нас. Сега ќе се пуштиме во биткоин анализа, откако завршивме со традиционалните пазари, затоа што сега моментално тоа беше најбитно кое што го поминавме, сега можеме да се фокусираме на техничка анализа на биткоин, со тоа што прво ќе почнеме нормално со ETFs, каде што гледаме дека во текот на вчерашниот ден BlackRock повторно купувал, иако сме имале некаков одлив, гледаме дека купувањето на BlackRock се повеќе се зголемуваат. Битна работа исто така е нешто што мораме да го забележиме, нема продавање. Се сеќавате како претходно Grayscale продаваше по 300 милиони, немаме такво нешто. Значи дека ево, моментот кој што јас ви го кажував, Grayscale имаше огромни продавања, погледнете. За сега веќе погледнете колку се намалени овие продавања. Ние имаме буквално flatline овде. Што значи дека многу е намалена количината која што Grayscale ја продава, а се уште има солидна количина, да се разбереме. Значи, само за жал дека не е илустрирана, треба да провериме тоа на друг, како и да е, нема да навлегуваме. Сега идејата е дека нема продажба друштво. Што значи дека стравот кој што моментално го имаат од геополитичките тензии не се одразува овдека како што многу луѓето очекуваат. Дури ако погледнеме на Ethereum, каде што се очекува дека ќе биде нула поради оваа цела ситуација, гледаме обратна ситуација, каде што во последните 10 дена BlackRock купува. Иако се ова мали количини, купува, така. Значи, дури и Grayscale купува, верувале или не, така. Значи, гледаме позитивно на ова, барем јас така гледам, не знам за вас, ја не се обидам да најдам светли точки, но пак ќе кажам, ако постојано се врти истата таа шема дека крипто е најризичната категорија, тогаш до сега требаше да продаат, така. И иако гледаме за облување овдека на акумулацијата на биткоин, тоа пак ќе кажам само кратка корекција, мене ме прашувате, а денеска баш тоа сакам да ви го покажам во легендата за Uptober. Зошто е легенда или дали е легенда, останува да видиме, а тоа нормално ќе го анализираме циклуси наназад, така да тоа е една од главните работи кои сакам да ги покажам денеска, значи што е Uptober и зошто е толку битен.
Моментално имаме FIR на пазарот на крипто 37, ако мене прашувате, тоа е одлично, затоа што претходната недела веќе бевме високо, да бидеме реални, и ова ме радува затоа што го оладува пазарот повторно. За мене ова е уште време за акумулација и колку повеќе пазарот остане таму, овдека, значи тоа мене не ми е проблем, верувајте ми, јас и понатаму продолжам да акумулирам. Како што гледате и сами, значи тоа го правам постојано и на тој начин ја користам оваа прилика каде што пазарот стагнира за да надоградам што можам повеќе пред следниот чекор, а тоа е главниот дел од нашето видео денес. Гледаме дека ликвидациите веќе се оладуваат, значи она што многу од луѓето готово се залетаа, очекуваат дека веднаш ќе стигнеме до 100.000, затоа велам, не си играйте со леверидж, еве ви го прост пример, значи буквално на денот на бомбардирање на Иран врз Израел, 1 октомври за 2 октомври ние добивме последователни 450 милиони и 179 милиони долари лонг позиции ликвидирани. Не си играјте со леверидж. Ова не е финансиски совет, но ви дава мое мислење дека тоа е многу лоша идеја и најчесто завршува лошо. На вас оставам за се останато. Сега, значи прво сакам да ги провериме хајке наши свеките, денеска ќе провериме некои нови интересни индикатори и неколку што давно време не сме ги поминале, за да едноставно имате подобра слика за тоа што се случува. Значи, гледате дека секоја техничка анализа се обидуваме друга група на индикатори да анализираме со цел да имаме целосна слика каде се тоа се движи, значи да не биде постојано истата сувопарна анализа. Хајке наши, како што веќе кажавме, значи овие претходната недела кога го правевме оваа техничка анализа, рековме дека затоа што имаме долги сенки и мало тело, најчесто имаме промена на трендот. Што добивме моментално? Промена на трендот. Не заборавајте дека се уште има неколку дена од оваа недела и гледаме дека оваа промена најчесто започнува со мали свеки, така, најчесто започнува со мали свеки пред да продолжи да се движи нагоре во поголеми. Мислам, кога веќе станува збор за хајке наши. Ако тоа го провериме на неделно ниво, гледаме дека на сите овие различни чартови имаме булиш сетап за хајке наши. Значи веќе се движиме нагоре. Иако овдека имаме мала свеќа, значи не забравяйте има уште 3 дена од оваа недела, која што многу лесно може да порасне, верувајте ми, но сега за сега вака како што изгледа, за жал е промена на трендот, значи многу големи сенки, а мало тело, но пак, значи гледаме дека некоја се случува и ваква свеќа да не го запре движењето, како и да е. Тоа ако се случи ќе биде краток период, ако мене ме прашувате, баш поради оваа нестабилност на Блискиот Исток, и истото го имаме на дневен чарт, погледнете, значи буквално запира овој bear movement на хајке наши свеките и имаме промена на трендот. Повторно, гледате. Мало тело, големи сенки, најчесто ова значи промена на трендот во обратна насока, но ова најчесто можеме многу лесно да го препишеме на самата формација кај што се наоѓаме. Значи, ако се сеќавате, кажав дека е очекувано откако ќе излеземе надвор од оваа формација да добиеме ритест. Ритестот не беше успешен само поради една причина, а тоа беше геополитичките конфликти. Иначе самата видовте и сами следниот ден откако беше голема оваа ликвидација, така речено, тоа беше поради несрала. Цената држеше, ако немавме напад од Иран врз Израел, значи цената ќе успееше да се задржи на горната граница на овој канал и гледаме дека повторно е таму. Погледнете. Затоа и ви велам, не заборавајте, има уште 2 дена од оваа недела, многу лесно на неделно ниво хајке наши свеќата може да порасне и да продолжи во bullish movement и гледаме дека овдека се случува истото. 60.000 е доста јака психичка бариера, погледнете. Добро, сега, некогаш не сме успеале да се задржиме, но генерално кратко сме се задржале под неа пред да продолжиме повторно нагоре и моментално истата 60.000 представува солидна така речено поддршка на цената, како што можеме да видиме. Сега на дневно ниво нема да ги споредуваме затоа што не тргуваме. Најчесто овие средни вредности на Market Cipher на дневно ниво се потребни само на луѓе кои што тргуваат. На дневно ниво гледаме дека имаме оладување после овој голем памп, каде што буквално 100 карај се симна на 0. Додека RSI од 66 се симна на 46. Мада ова е дневно ниво, пак ќе напоменам. Значи ова се многу брзи, така речам, временски интервали, затоа знаете и ние дека следиме на многу повисоки како неделно и месечно. Значи еве го тој ритест. Ако погледнеме на неделно ниво, ние ритестот се уште не сме го завршили. Што значи дека се уште оваа свеќе има шанса да заврши над каналот, што значи дека тогаш веќе ритестот потенцијално е успешен и цената се задржила над каналот и може да продолжи нагоре. Од друга страна, гледаме дека овдека ги ретестираме
средните вредности на Market Cypher, кои што моментално се покажуваат како солидна поддршка. Погледнете, цената на вистина се задржа околу средните вредности на Market Cypher, заедно со овој канал кој што го имаме уште од почетокот на bear маркетот. Погледнете, каде што најчесто е или поддршка или отпор на цената. Погледнете, историски, значи овој канал, само момент, направивме глупост. Историски овој канал гледаме дека уште од почетокот на некој начин водил кон движењето на цената на биткоин, со тоа што веќе добивме еден скок од истиот нагоре, сега веќе добиваме второ, така речено, коригирање до овој канал пред да продолжиме нагоре. И знаете, сами стандардната формација во која што се наоѓаме е овој огромен bull flag кој што моментално го имаме, значи ова е буквално јарбол и знаме, кој што ако го преместиме на другата страна, добиваме некоја мета од потенцијални $100,000 откако оваа корекција ќе заврши на нагорна линија, како што и очекуваме дека тоа ќе биде во следниот дел од bull маркетот, а тоа најдобро, пак ќе кажем, ќе го покажеме на следниот чарт, а тоа е October. И на неделно ниво можеме да видиме дека индикаторите се доста неутрални, значи RSI и Stock RSI се негде околу 50. Гледаме дека MACD само што почнал да пробива над нулата, значи погледнете историски кој ќе пробие над нулата што се случува. Повторно, кога беше ова? Септември, октомври 2023, кога заврши во март 2024 година. Што добивме? Огромно движење на цената на биткоин од, како што веќе кажавме, септември, октомври 2023 година до март, како што и беше за алткоините кои што имаа огромен раст. Сега моментално гледаме дека имаме и сетап во однос на индикаторите, каде што MACD само што пробива над нулата и гледаме дека индикаторите како RSI и Stock RSI се крајно неутрални, значи има простор за движење нагоре. Следна битна работа која што мора да напоменеме е Bull Market Support Band, каде што гледаме дека цената се буквално запре на Bull Market Support Band. Сега овдека на неделно ниво малку поинаку изгледа каналот кој што моментално го испитуваме. Зошто е тоа така? Затоа што ова не е алгоритмички приказ. Ако го ставиме, тоест логоритмички се извинувам, ако го ставиме логоритмички ќе биде малку поинаку, но затоа и го оставам овој да не биде само регулар. Како и да е, за да имаме и второ, така речено, гледиште на оно што се случува. Пак ќе кажам, моментално се наоѓаме на самиот Bull Market Support Band, 60,000 под нас како психолошка бариера и многу битна работа. Погледнете го MACD кога станува збор за засебен индикатор. Значи буквално го направивме дното, моментално се движиме нагоре и пак погледнете. Истиот тој период октомври 2023 година. Така, значи сме добиле движење под нулата, зборуваме ова се оној бран на движење на цената, па се придвижил нагоре до кога? До март април 2024 година. Моментално буквално го имаме истото тоа, каде што сигналната и базичната само што не се прекршиле во нагорен тренд. Има доста индикатори кои што покажуваат дека пред нас се добри денови. Пак, не можеме 100% сигурни затоа што гледате како. Само што пазарот почна да се движи нагоре, ние добивме огромен геополитички шок. Затоа не можете никога 100% да бидете сигурни, но ова е буквално educated guess, односно ова е буквално начин на кој што преку соодветна анализа можете да добиете процентуално дали нешто е поверојатно или не да се случи. Така да во оваа ситуација се поголема веројатност дека ова ќе се случи, а сега тоа ќе го покажеме и од историски трендови, тоа е следниот дел, пред да стигнеме до тој дел. Значи исто така, погледнете. Значи историски буквално долната граница на каналот е најчесто, иако можеби не е исто како 2016 година, но буквално тоа се случува. И тоа генерално после овој халвинг од 2016 година гледаме дека имаме истата ситуација. Халвинг, ритест на долната граница на каналот пред да се придвижиме нагоре. Халвинг, ритест на долната граница на каналот пред да се придвижиме нагоре. Сега ќе разговараме за October. Што е October и зошто сите се толку возбудени и зошто јас постојано велам дека October ќе се случи, само можеби го одложија за недела две со ваквите ситуации во Израел и Иран. Пак за жал очекуваме напад од Израел врз Иран, но тоа не значи дека нема да се случи. Пак ќе кажам, дали ќе биде сега во октомври или следниот месец во ноември, неизбежно е зошто го велиме тоа. Тој дел од циклусот, се разбираме. И не заборавајте дека милиони луѓе во светот го гледаат тоа и го очекуваат затоа што знаат што се случува кога ќе дојдеме до овој дел на циклусот, затоа што сите овие милиони луѓе ќе гледаат истите чартови, истите индикатори, истиот дел од циклусот. Значи, техничка анализа
во 99% од случаевите може да ви донесе предност затоа што ја гледаат милиони други трговци и ги прават истите работи и ги очекуваат истите резултати. И најчесто тоа може на краток рок да ви направи проблем затоа што големите китови користат овие трендови обратно, но долгорочно нема промашај. И досега, мене барем лично, во 2 наврати не ми направил проблем овој циклус. Значи, овој циклус го следев во 2016-2017, овој циклус го следев во 2020-2021 и во двата случаи бев крајно позитивно и крајно профитабилно награден. Се разбираме? Сега погледнете. 2016 година во мај се случил халвинг, така. И 2021, овдека ги имам за да не ги памтам, пошто не знам точно кога, 2020 во мај и 2016 во јули, се извинувам, обратно. Сега. Значи 2016 во јули се случило сето тоа, што значи дека четвртата четвртина од 2016 година, после халвингот, погледнете што се случи, значи не во јули, не веднаш, како што веќе кажавме, ние сме имале 58% памп и следната година, буквално целата година била еден огромен бул маркет. Така. Во 2020 година, во мај се случило. Така, погледнете, во мај, значи сега овдека дури има малку и порано, тоа е оној момент кога што кажувавме дека буквално бул маркетот овдека многу порано се случи, имавме многу голем раст веднаш после самиот халвинг, но како и да е, четвртата четвртина после халвинг од 2020 година 168% памп, 103% во првата четвртина од 2021, потоа имавме Тесла ретардот Илон Маск кога направи бан на биткоин. Како да ви објаснам, овдека имаше 2021 и бан на Кина на мајнерите, значи се случија многу работи, затоа го добивме, ова е класичен Black Swan настан, каде што буквално Кина ги избрка сите биткоин мајнери и нормално после тоа бул маркетот саме по себе направи втор врв. Но погледнете, и понатаму ние сме имале цела една година потоа бул маркет со овој Black Swan настан, така. И сега се наоѓаме каде? Се наоѓаме една четвртина после халвингот, значи не забравяйте само што почнавме, ние сме буквално 4 дена во оваа четвртина, така да ова не е веродостојно, значи допрва ќе видиме колку ќе биде големо, нормално. Сега, друга битна работа, погледнете. Значи октомври, како што можеме да видиме историски, освен овие две, ова е bear market 2014 година, после bull market, погледнете, затоа и бил негативен. 2018 година е bear market, затоа што е буквално после завршувањето на bull маркетот, затоа бил негативен. Дури и во 2022 година, кога сме имале bear market, кој што го следевме, ние сме имале плюс 5,56% во биткоин, така. Но генерално историски ние сме имале одличен резултат на биткоин во октомври. Затоа и го нарекуваат октомври. Значи октомври е еден од најпозитивните месеци во историјата на биткоин. Со тоа што не забравяйте само што го започнавме и сега ако споредиме пак 2016, погледнете, октомври 14, 5, 30, што значи дека таа година пред да започне бул маркетот 2017 година, ние таа четвртина и тие месеци сме имале многу позитивен раст на биткоин. 2020 година, октомври 27, 42, 46. Сега се наоѓаме точно на тој дел. И ако ова го споредиме сега моментално со други чартови, ќе видиме дека е баш истата ситуација. Повторно, не мора да биде секоја 100% точна, затоа што гледате како во 2021 година, кога што добивме дабл топ заради тој Black Swan настан во Кина, како и ретардот Илон Маск, значи тоа не значи дека во оваа ситуација ќе се случи такво нешто, но има потенцијал да имаме Black Swan настан поради Израел, например. Но погледнете сега. Ова што гледате овдека е Гаусовиот канал. Одамна не сме го спомнале, но сега е време да го спомнеме затоа што има зошто. Погледнете. Секогаш кога Гаусовиот канал ќе успееме да го пробиеме, значи најчесто bear market почнува кога ќе испаднеме од Гаусовиот канал. Ова е bear market 2018 година. Кога ќе испаднеме над него, ќе направиме ритест и продолжуваме нагоре, сме во следниот bull market. Така. Секогаш кога ќе излеземе надвор, рековме се bear market, кога ќе испаднеме, направиме ритест на истиот, сме во bull market. Каде се наоѓаме? Пред bull market. Така. Ако испаднеме историски назад до 2014 година, ќе го добиеме истиот резултат. Секогаш, значи ова е 2014-2013 bull market. Така. Само што сме завршиле bull market од 2013 година, 2014 е bear market, се наоѓаме под Гаусовиот канал, испаѓање, ритест и продолжуваме нагоре во следниот bull market 2017 година. Што е сега овдека симптоматично? Погледнете го. Значи, каде се наоѓаме сега од моментот кога сме испаднале надвор од Гаусовиот канал? Погледнете.
Значи, еве, точно кај што сме испандале надвор, до моментот кај што се наоѓаме сега е 61 свеќе. Значи, тоа се 61 недела од моментот кога сме успеале да го промениме од така речено Bear во Bull гаусовиот канал. Да видиме каде сме биле во тој момент претходно. Така, значи, еве, од моментот кај што се испандале, така речено, сме го промениле гаусовиот канал од Bear во Bull, 61 свеќе. Да видиме до каде ќе не одведе. Погледнете. 61 свеќе. Погледате каде е. Што се случувало во овој момент? Почеток на најдобриот дел од Bull Market. Така, да видиме што се случувало претходно, 61 свеќа после испаѓањето, така речено, од Bear Market. Значи, погледнете. 61 свеќа. Само момент, да најдеме точно каде е. Еве. Што се случувало? Иако овдека сме имале порано раст, но буквално имаме корекција блиску до гаусовиот канал и што се случува после тоа? Огромен скок на цената. Така, со тоа што верували или не, интересна работа овдека, погледнете го ова. Значи да видиме кога била таа 61. Така, погледнете се. 61, така. Еве 61. Погледнете доле, 28 септември, односно почетокот на октомври 2020 година е 61 недела. Така, во предходниот не е, но овдека е точно 61 бар е до буквално почетокот на октомври. Повторно, ова е коинциденција, ова не е сигурно баш тоа, но како и да е, историски гледано, гледаме дека буквално во овој период почнал и Bull маркетот за 2021 година и Bull маркетот за 2017 година. Значи, буквално на истиот размах или истиот временски интервал од крајот на овој Bear циклус по гаусовиот канал кон следниот Bull циклус. Со тоа што дополнително овдека можеме да видиме и званичен ритест на цената на биткоин од горната граница на гаусовиот канал, како што видовме во претходните циклуси. Значи, буквално по дефиниција, така. И сега овдека истата ситуација. Погледнете овдека. Каде била цената во октомври, нормално сега во 2024 година, погледнете што се случило со цената од октомври 2016 и 2020 нагоре. Така, во двата циклуси ние сме имале крајно големо движење нагоре. Така, па дури би рекол и ако го споредиме ова генерално и со 2000, така речено, 13 година, иако сме имале корекција, повторно сме имале уште еден Bull дел, така. Иако продолжиме понатаму. Истата ситуација. Ќе го заборавиме овој дел затоа што има два Bull делови, така да заборавите. Така. Но 2016 година ние имаме така речена стагнација буквално до каде? До октомври, така. После октомври имаме Bull. 2020 година повторно истата ситуација. Погледнете, значи буквално до октомври, каде што сега се наоѓаме, после октомври Bull. Каде се наоѓаме? Пред потенцијален Bull. Истата ситуација и овде. Значи, моментално се наоѓаме од црвена во портокалова, како што кажеме последниот пат. Значи, ова е од халвингот, па напред се менува од плава кон црвена и продолжува повторно во сите нијанси до следната плава. Така. Што значи дека во оваа ситуација, во моментот кога ќе промениме од црвена кон така речено портокалова, кога се случува тоа доле може да видите на 7 октомври. Продолжи да се движи нагоре. Кога сме промениле од црвена во портокалова, кога се случува тоа доле може да видите во 3 октомври. Што се случува? Продолжува нагоре во Bull Market. Значи, историски гледано, до сега гледаме непобитни сличности помеѓу претходните два циклуси до моментот кај што се наоѓаме моментално и затоа гледаме об октобар, се разбираме. Затоа, значи, генерално статистички и историски во однос на чертовите се наоѓаме во еден од најдобрите делови за овој Bull Market. Значи, историски сега е моментот, се разбираме. И сега веќе можеме да погледнеме и други индикатори дополнителни, кои што исто така ќе ни го потврдат ова дека се наоѓаме на многу добар дел. Значи, ако се ќават, ова е long term holder supply, односно оние кои што држат долгорочно, дали акумулираат или пак продаваат. Со тоа што продажбата очигледно завршила, сега веќе имаме акумулирање. Ако long term холдерите се исплашеа од ситуацијата со Израел, сега ќе имавме јак пад на ова, да речем, на овој индикатор. Така. Односно, неминовно и многу јасно можеме да видиме дека моментот кога достигнавме така речено 75.000, ние имавме продажба од оние кои што купувале тука очигледно, така.
или тука, па да речем, акумулирале од тука па до овој дел, на самото дно, и гледаме дека овдека веќе почнаа да продаваат, да земаат профит, така. Сега што се случува, истите тие повторно акумулираат и овдека немаше проверба. Значи дека долгорочните инвеститори не се уплашиле од ситуацијата помеѓу Израел и Иран. Тоа е крајно позитивно, затоа што нас тие ни требаат. Ова се тие diamond hands, се разбираме, кои што купуваат и очекуваат нешто да се случи. Овдека гледаме дека истите чекаат, значи купуваат, акумулираат и чекаат цената да продолжи да расте. Дополнително CBBI е на 62, ова е крајно позитивно, затоа што знаете дека овој индекс, значи гледате дека историски секогаш кога се наоѓа на неговата екстремна вредност сме буквално врвот на bull market и на неговата минимална вредност сме на дното на bear market. Така, овдека се наоѓаме во средина. Значи ние имаме уште еден многу голем дел кој што следува баш во овој дел. И тоа можеме да го видиме буквално во однос на неговата оценка. Така, значи буквално кога ќе стигнеме до овие максимални вредности негде горе и овдека гледате дека веќе буквално станува црвен самиот чарт, значи тогаш веќе можеме да разговараме за потенцијален врв, но рано е, се уште не сме почнали да зборуваме, како што кажав, тоа ќе биде моментот кога ќе почнеме да ги правиме оние видеа лов на врв. Сега за сега е се уште рано, а ова е обратно од видеата каде што разговаравме за лов на дно, каде што анализиравме се што ни покажува дали сме блиску и дали сме потенцијално на самото дно или самиот врв. Така да дополнително ќе разговараме, се уште е многу рано. MVRV Zscore кој што ни покажува дали биткоин цената е прецената или подцената, е буквално на 1,59. Каде што гледаме дека претходниот bull market, ајде да речеме дека се намалува постепено, така, значи дека неговата вредност така речено се намалува во однос тоа како се намалува профитабилноста на биткоин во следните циклуси, но пак достигна 7, така. Значи 7 достигна оваа црвена зона каде што веќе сме достигнали самиот врв на цената на биткоин. Ние се наоѓаме на 1,59. Тоа ви покажува дека ние уште не сме мрднале за следниот bull market. И исто така интересна работа која што можеме да забележиме дека буквално пред самиот скок, погледнете каде се наоѓало, значи еве го истиот дел каде што се наоѓаме сега, октомври и септември 2020 година. Така, гледаме дека ова плава линија која што е NUPL или Net Unrealized Profit Loss индикатор се наоѓа точно помеѓу оптимизам и belief. Значи, гледате, ево, каде се наоѓа пред конечно почнеме во следниот bull market, односно оној голем скок, така. Истата ситуација овдека можеме да ја видиме и само да видиме каде е октомври 2016 година. Еве го октомври, погледнете. Значи, ова е октомври 2016 година. Така, гледате каде бил индексот NUPL помеѓу оптимизам и belief. Каде се наоѓа моментално помеѓу оптимизам и belief. Односно, еве каде се наоѓаме. Се разбираме? Значи, оној најдобар дел кој што пред нас доаѓа, според нели ова е чартот за психологија на Wall Street, најдобриот дел е точно пред нас. Значи, тоа што го покажа во претходната техничка анализа дека многу мал дел од ритейл секторот е влезен, а тоа сте буквално вие, верували или не, значи допрва доаѓа bull маркетот затоа што буквално тие кои што највеќе ја креваат цената, тоа е ритейл секторот, се уште успани, верували или не. Исто така интересна работа, каде што во октомври, така речено после овој пад, како што можеме да видиме, тоа е самиот халвинг, значи гледаме стагнација, значи NUPL, се извинувам, Puel Multiple е индикатор кој што ни покажува колку се профитабилни мајнерите. Колку се попрофитабилни, толку е подобро за нас, затоа што колку е повисока цената на биткоин, толку се попрофитабилни и толку помалку биткоин треба да продаваат со цел да ги покријат своите трошоци. И во оваа ситуација гледаме дека секогаш нормално кога доаѓаме до халвинг, се намалува за половина нивното производство, нормално дека и нивната профитабилност за половина ќе се намали. Така, и тоа го гледаме и овде, тоа го гледаме и во мај 2020 година. Погледнете овде. Така, што се случувало после халвинг? Имаме стагнација, акумулација, каде што потоа веќе почнува да се движи нагоре заедно со цената на биткоин, односно колку повеќе цената на биткоин се движи нагоре, толку помалку мајнерите прават дамп на пазарот. Така, истата ситуација сме ја добиле и во мај 2020 година и тоа верувајте, значи ова е веднаш после ковид кризата, значи сме имале два пада, 1-2, така, во профитабилноста на биткоин, каде што повторно што се случувало, имаме акумулација, пред цената почна да се движи нагоре и мајнерите се помалку продаваат, затоа што се попрофитабилни. Каде се наоѓаме моментално? Халвингот е веќе позади нас, гледаме акумулација. Како цената ќе почне да се движи нагоре, така и профитабилноста на мајнерите ќе биде повисока,
автоматски ќе имаме многу помал притисок на продажба од страна на мајнерите. Позитивно за нас. И една работа која што давно не сме провериле, а тоа е овие се оние ходлери, каде што ова се така речено ходлери кои што не продале повеќе од една година и гледаме дека иако имавме дамп, се сеќавате дојдовме до 70%, овие луѓе продадоа кога дојдовме до 75.000 на цената на биткоин нормално. Што се случи моментално? Нема промена. Што значи дека овие луѓе веќе не продаваат. Така? Што значи дека сега сме моментално на некоја стабилна стапка од 65, скоро 66% од холдерите на биткоин не продаваат. Значи имаме 66% што повеќе од една година е продале. Кога станува збор за 5 години, имаме зголемување, иако сме имале краток пад, погледнете, значи од оној минимален дел кој што сме го добиле 30,75%, сега е 31,13%. Што значи дека се повеќе се зголемува количината на луѓе кои што не продале повеќе од 5 години. Зошто е тоа така? И гледаме дека ова се повеќе се зголемува генерално. Значи на страна од тоа што дека го гледаме овој дел стагнационен, гледаме дека генерално имаме многу големо зголемување на луѓе кои што долгорочно не продаваат. Ова се 5 години. Значи 5 години што значи дека они буквално не продале така речено ниво претходниот циклус, така? И 10 години погледнете. Значи 10 години имаме уште повеќе. Каде што 10 години погледнете, значи на почетокот, така? Сега погледнете. Скоро 17% од вкупниот број на новчаници на биткоин не продале повеќе од 10 години. Тоа ви кажува дека овие луѓе не ги интересираат дури ни циклуси. Тераат до крај. Значи, ова ви покажува дека се повеќе и повеќе се зголемува довербата во биткоин долгорочно. Каде што вие имате зголемување на бројот на новчаници кои што не продале повеќе од 5 години, 31%, и кои што не продале од 10 години повеќе, 17%. Значи, ако ова за вас не е показател дека на вистина имаме добро движење на криптопазарот и адаптација на глобално ниво, не верувам дека нешто друго ќе ве убеди. И за крај, како и секогаш, нормално мора да ги напоменеме овие битни зборови, а тоа е дека сите оние кои што се нови на нашиот канал би им препорачал да го погледат ова видео кое што е на врвот на самиот канал на YouTube, кое што ќе ви даде така речено ќе ви биде водилка за тоа што и каде може да најдете на нашиот канал, затоа што имаме повеќе од 1200 видеа. Следна битна работа, како и секогаш во секој од нашите видеа, во дескрипција може да ги најдете првенствено сите содржини за кои што зборуваме во самото видео и во кој дел од видеото што можете да слушнете. Потоа, нашата Patreon заедница, како што веќе кажавме, станува збор за екстремно позитивна ствар. Зошто го велам тоа? Затоа што со ваша помош можам да дојдем до ситуација каде што нема да имам потреба да работам и ќе можам да се посветам целосно на креирање на едукационен материјал за македонците ширум светот. Значи, ова го правиме нормално како тим, има уште двајца кои што работат со мене, но нормално додека не дојдеме во ситуација каде што ќе можеме да се обезбедиме самите себе си за секојдневната работа од македонскиот, а сега веќе е англискиот канал, нема да можеме целосно да се посветиме на оваа работа. Нормално, понатаму за тоа ќе помогне и оваа инвестиција која што имаме во криптопазарот, нашиот план да направиме фарма за майнинг, нормално, тоа е во следниот bear market, но уште еднаш ќе напоменам, јас не верувам дека вакво нешто постои, ова е една од уникатните шанси во која што можам јас да работам директно за македонскиот народ. Мене ова ми е крајно голема гордост, значи буквално со вашата помош, ова е како да сте преплатиле весник, значи буквално преплатувате човек кој што ќе работи за вас. До сега во овие 2,5 години јас мислам дека повеќе од доволно ја така речено возвратив вашата доверба и буквално како што веќе покажавме на претходната статистика, во последните 365 дена ние сме направиле 367 видеа, што значи дека вие бесплатно од мене сте имале видео секој ден во претходната година. А истата ситуација е и кога станува збор за 2,5 години во кои што работиме, така да мене ќе ми биде повеќе од задоволство да можам да го посветам секој ден на креирање на нова едукациона материја, на креирање на нова информативна материја за македонскиот народ. Се што барам од вас е мала поддршка, со тоа што повторно ќе добиете доста добри привилегии, ќе добиете оваа материја прва, а во исто време ќе бидете покровител на буквално описменување на македонската нација кон финансиска независност, кон геополитика и макроекономија, односно знаење во овие две сфери и нормално знаење во блокчейн технологијата. Со тоа што овдека е нормално нашата
Исто така добротворна програма, каде што Купи ми кафе апликацијата и овие блокчейн адреси понатаму остануваат доколку некој од вас сака да помогне во така речено помагање на македонската кауза. Се тоа што сме го добиле од вас ќе биде искористено со цел да така речено на еден или на друг начин помогнеме на македонците во Македонија. Дали ќе биде тоа како што беше досега во она црковна организација каде што помогнеме со прехранбени продукти или не, кога ќе добиеме доволно пари ќе видиме што ќе правиме со истите. Во меѓувреме ги имате нашите социјални мрежи кои што би препорачал да ги проследите затоа што многу од информациите ги доставуваме на истите, затоа што не можеме нормално се тоа да го правиме постојано во видеа, барем не сега за сега. И за крај ги имаме нашите 3 канали сега за сега, каде што на последниот канал, а тоа е Рутуб, одново ја аплодираме целата програма за напреден курс за техничка и фундаментална анализа, така да оние кои што се нови на нашиот канал би им препорачал да ја следат оваа програма во утринските часови на нашиот канал, каде што ќе можат повторно да се запознаат одново нормално со сето она што досега сме го обработиле. Така да ви благодарам уште еднаш, се надам дека ќе го следите нашиот канал и понатаму и се гледаме уште. Исто така нормално морам да се заблагодарам на оние кои што веќе се дел од нашата заедница и кои што ни помагаат финансиски да продолжиме ова да го правиме на професионално ниво. Благодарам, се гледаме во утрешното видео, а тоа е специјалното видео за војна и биткоин. Ви уверувам, ова ќе биде крајно добро видео и се гледаме во следното. Поздрав од Крипто Гемичи.